Од тие 9% кои што немаат здравствено осигурување, 15% немаат здравствено осигурување заради немање на документи за лична идентификација. 18% од жени на возраст меѓу 15 и 49 години никогаш не посетиле гинеколог. А дури 49% посетиле пред повеќе од 5 години, што укажува на една ниска здравствена култура. Имаме случаи кога не се пуштаат од болница зашто немаат документ. Мислам што им се ограничува слободата на движење. Буквално ги држат како затвореници зашто немале документација, не можат да го платат третманот што го примиле во болницата и се држат во болницата. Имавме и такви интервенции. Значи одевме на лице место да ги ослободат од болница, бидејќи ги држале токму ради ова лична документација. Ние постојано апелираме до одредени здравствени институции, значи законот вели го материјалот и случаеви не треба да се враќаат. И ние секој се повикуваме на тоа. За жал, ромската заедница се уште не е доволно информирана во однос на нивните права, особено во делот на права на пациентите, во делот на здравствените услуги и здравјето. Разликата таму и почна работа нема нека разлика меѓу кога во шторизари, едноставно забораваме проблемите. Таму е УА. Со години, веќе 7 години таму, може би година неровно и има многу зголемување на бројот лицата што се обраќаат за било кого, не е само за активноста што е една хера во однос на сексуалното здравје и беременностите сакани, туку за се обраќаат.